Со свечено постројување и смотра на вработените, во Кочанската територијална противпожарна единица се одржа традиционалната свеченост по повод одбележувањето на 20 мај, денот на пожарникарите. На свеченоста присуствуваа представници од локалната самоуправа, од институции и предпријатија со кои единицата соработува, а имаше и поранешни пожарникари. Свеченоста ја надополнија ученици од основното училиште Малина Попиванова, кои со подготвен пригоден рецитал им го честитаа празникот на пожарникарите. При тоа им посакаа да имаат што помалку ангажмани за гаснење пожари и друг вид интервенции. На свеченоста беа доделени награди и признанија за најактивните поединци во текот на изминатиот едногодишен период, при што, според одлуката на самите пожарникари, наградата за најдобар му припадна на Валерий Джидров, а му ја врачи градоначалникот Николчо Илиев. Исто така признанија добија и неговите колеги Кирчо Евтимов и Гоце Сандански. Градоначалникот Илиев упати честитки до сите припадници на противпожарната единица за нивниот ангажман и за успешно реализираните поставени задачи. Минатата година набавивме заштитни униформи одела за интервенирање, за интервенции, како и облека, професионална работна облека, што значи дека продолжуваме со истата динамика и ова година да инвестираме во подобрувањето на условите на вработените во противпожарната единица. За ова година, наскоро очекуваме да ги обезбедиме нови обувки и секако работиме на неколку проекти со кои очекуваме дека ќе обезбедиме додатна опрема во делот на механизацијата, како што се потребни пумпи и работиме на подобрувањето, односно на возниот парк. Во првиот квартал од оваа година кочанските пожарникари имале близу 100 интервенции од различен карактер, што е мал пораст во споредба со истиот период лани. Најголем дел од излигувањата на терен биле за гаснење пожар на отворен простор, односно на запалени остатоци од слама и стрништа во нивите. Од Кочанската локална самоуправа истакнаа дека е поднесено барање до владата, односно до надлежните министерства, за добивање согласност и одобрување за неколку нови вработувања, со што територијалната противпожарна единица ќе се докомплетира и ќе може уште поуспешно да ги остварува поставените задачи.